Како директно и брзо се работи на терен кога станува збор за донирањето и при тоа да бидете успешни со одлични резултати и задоволни луѓе на кои што им е потребна помош? Во студиото разговарам со Борче Стаменов, иницијатор и првиот човек на иницијативата Донирај компјутер, иницијатива многу добро позната не само во Македонија, туку и надвор од границите од нашата земја. Борче, добар ден и добре дојде. Добар ден, добро ве најдов и фала ви на поканата уште еднаш да објасниме на гледачите отприлика што правиме и како. Ја следиме вашата работа и секогаш повремено кога има нешто ново да се каже за Донирај компјутер или барем до каде сте стигнати, а газите со сигурни чекори напред, секогаш сте наши гости. Меѓутоа, ако треба да кажете во една реченица што ја опишува суштината на Донирај компјутер, која би била таа? Па ја имам една изрека што ми е ставена на Facebook, дека несебичното давање е уметност на живењето. Ја по тоа се водаме веќе некоја година и мислам дека и самата изрека е само објаснувачка, така да нема потреба да се објаснува. Ова што го правам веќе скоро 10 години уште малце е баш уметност на живењето. Ја го живеам Донирај компјутер секој ден. Така да отприлика така на кратко би го објаснил цело. Така и реков функционирате многу брзо. Не ви треба многу време да се организирате за да обезбедите компјутери од оние кои што ги донираат на Донирај компјутер, да ги поправите и веднаш потоа да ги дистрибуирате до оние кои се пријавили на кои што им е потребна. Меѓутоа, ајде, Борче, да кажеме до каде е денес иницијативата Донирај компјутер. Како би ја опишала е моменталната состојба и еве, со бројки ако работиме, зборуваме колку компјутери и лаптопи досега имате донирано, затоа што секогаш се стремите кон повисока бројка. Да. Си бркаме бројка, ние имаме бројченок што уствари функционира. Така. До сега сме стигнати до 3901 компјутер. Малце касниме, тоа е виновна да не кажам раѓањето на мојата черка, на која што нели треба да ја обратам повеќе внимание. Така. Но сепак се работи на случајот. Моментално во нашата работилница во Кавадарци, без да претерам, има околу 800 компјутери кои што чекаат да се спремат и да се поправат и да се испорачуваат. Голем дел од тие уреди, кои што се донирани од општествено одговорни компании, се во одлична состојба, дури на некои не им треба повеќе од 5 минути работа, чисто да се уклучат, се проверат, ти отприлика тоа е тоа. Бројките си говорат сами за себе. Ние која иницијатива цело време се стремиме да бараме нови донации. Јас сум во постојан контакт со компании, со здруженија, со фирми и на тој начин гледам да обезбедам што е можно поголем број на уреди, затоа што и на некој начин има зголемена побарувачка. Значи исто како што имаме зголемена побарувачка од семејства, многу е зголемена побарувачката и од државни училишта, каде што веќе стои 5 кабинет опремивме. Сега, кога говориме за тоа до каде е денес иницијатива да Донирај компјутери, кои се новините, а од ден на ден секогаш има нови работи во унапредување, нели, на вашата работа и можноста, нели, да донирате и да се ширите. Имате објавено на вашата Facebook страница, редовно ја следам и давате убави информации за сите заинтересирани, дека сега може финансиски скоро секој од цел свет да ве поддржи во вашата мисија. Како е тоа? Како тоа ќе се изведе? Финансиите као финансии нас не ни се многу важни, тоа морам да го напоменам на почеток. Ние сите финансии што ги имаме, гледаме да ги искористиме на најдобар начин што може да ги искористиме. Се користат во главном при патување за поправка на донка и у последно време поддржуваме други иницијативи со тие средства што ние ги добиваме. Така. Значи Донирај компјутер може да се поддржи на повеќе начини. Тоа е преку фандрейзинг кампањата што имам објавена кај мене на самиот профил, преку банкарските сметки што ги имаме на Silk Road банка и на NLB банка. И четвртиот начин беше последната соработка сега што имаме со Нептун. Тоа ќе го објасним малце попосле, али отприлика кога се работи за финансии, тоа е. Значи, кој што спомнав, сите финансии што ги имаме ги користиме за тоа што кажав, али у последно време ги користиме за да поддржиме други иницијативи. Едни од тие иницијативи беше и иницијативата Плати семестар на млади за семејна разновидност, каде што покривме семестри за околу 10 или 12 студенти, али битно е да се напомене дека као здружение немаа голема видливост. Ние помогнавме на тоа и моментално мислам дека имаат платено
семестри за околу 100 студенти кои што доаѓаат од социјално загрозено семејство. Отприлика тоа. Сега кога сме кај поддршката и вклученоста на заедницата, колку граѓаните се активни во донирањето? Кажавте дека имате повеќе начини и можности како да донираат оние кои што се заинтересирани, а од друга страна морам да истакнам дека и вие сте навистина транспарентни и секогаш објавувате од каде сте добиле средства и каде сте ги намениле средствата кои што сте ги добиле од граѓани кои помагаат. Заборав претходно да кажам дека и средствата кои што ги добиваме многу често се користат и за нечие лекување. Одбираме месечно по една кампања од страната на eCrowd кај што донираме максимален износ што може да се донира на дневно. И да. Малку вода за да земеме здив и да продолжиме. Секој што би сакал да донира компјутер веќе е јасно и повеќе пати кажано, но мора да повториме нели за новите што не знаат. Може едноставно да го достави во најблискиот салон на Нептун. Нептун ги собира сите компјутери од сите нели локации што ги имаат низ државата и еднаш до два пати месечно, зависи како има потреба, ги носи до нивните канцеларии до Квадрат. Таму ние со наш превоз си ги преземаме. Многу едноставно, мислам, го направивме процесот на донирање толку едноставен да секој може да се снајде во тоа. Особено што имате поддршка од компании, спомнавте една од компаниите и тоа особено многу ви помага, нели? Многу ни помага тоа што нели можеш едноставно да го оставиш таму и некој да ти го донесе до работилница. Так. Втора компанија која што многу не поддржава, мора да ги спомнеме, нели, тоа е Дади Комерц од Виница, мислам дека е компанијата. Од таму имаме одреден износ на гориво, значи точиме гориво на нивни бензински пумпи, што многу ми помага за тоа што месечно се случува и до 20 до 30 пати да морам да одам Скопје Кавадар да земам компјутери. Трета компанија е Екологистик. Нормално сите донации што се од почеток до денес однесени до крајни потрошувачи, да не кажам, се бесплатно доставени од нели ваквото од Екологистик. Така. И кога ќе ве прашам, имате многу трошоци, велите, па немаме ние многу трошоци, освен оние патни трошоци за дистрибуција на компјутерите од една локација до друга. Горивото ни е покриено, немаме трошок. Патарините ни ги плаќаме ми Комерц од Кавадарци и тоа немаме трошок. Единствени трошоци ни остануваат само, како што ви кажав, да поддржиме друга иницијатива, да поправиме домка, да регистрација си платиме, да си купиме по еден сендвич или по еден тост кога патуваме негде да можете да функционирате. И прилика тие сите средства си стоат на сметка за не дај Боже ако притреба за нешто друго. Али во главном секој што сака да не поддржи, ги кажавме начините кои може да не поддржи. Да. Ние секогаш ќе распоредиме средствата транспарентно и таму кај што треба и таму кај што мислиме дека е исправно. Ги спомнавме компаниите кои што ви помагаат, граѓаните кои што исто така несебично го даваат својот придонес, меѓутоа морам да ве прашам дали имате поддршка од институциите и општините. И ако има, дали таа е доволна, затоа што вие всушност преминувате по цели кабинети низ училиштата во Македонија. Тоа не е мала работа и тоа е практично институционална обврска која што вие ја работите. Знам, ние уствари немаме побарано помош од ниедна институција, затоа што отприлика го знам одговорот и најверојатно ќе заглавиме некои бирократски постапки да ќе ме боли глава уште повеќе. Тоа што помагаме на институции не го гледам како некој минус, затоа што има граѓани што тоа го гледаат како минус, затоа што нели, како што кажа, тие институции си имаат своји буџети и намени за тие средства што треба да ги трошат, но ако застанеме на тоа дека нели ние не треба воопшто да помагаме државата, не треба да помагаме на институциите, не треба да помагаме на училиштето, едноставно по мене оној процес што го имаме на масовно иселување на граѓани ќе се зголеми уште повеќе. Цело ова што го правиме ние како Донери компјутер е да самите училишта добијат подобра опрема денес, не утре, не кога ќе боби некоја нивна партија, него едноставно тие деца да ги имаат условите за квалитетно образование туку во Македонија, значи да останат дома, да не си одат настрана. И за тоа го правиме цело ова. И сега кога говориме за предизвиците во вашето работење, што е најголем предизвик за вас? Можеби недостиг на уреди, сервисирање, логистика или сето тоа успевате да го обезбедите во тек на работењето и не чувствувате некои недостатоци?
и пречки? Немаме никаков недостаток. Значи, се што ни треба, буквално доволно е да напишеме на статус, например, дупната ми е гума, ми треба гума за помалку од 15 минути, некој се јави, вика, ја ќе ти купам гума, вика, не троши пари од тие твоите. Така да, таа транспарентност што ја даваме надвор, дупло ни се враќа назад, затоа што луѓето знаат дека секогаш кога ќе инвестираат во донер компјутер, знаат дека инвестираат на право место и дека тие пари, ако не завршат за диск или за компјутер, ќе завршат за некој дете кој што не може книги да си купи, например. И ако говориме за суштината на донирањето, можам да замислам какво е чувството и каква е вашата исполнетост кога знаете дека сте усреќиле некого на кој што му е потребна помош, па би сакала да ве прашам кој момент на терен или во самиот процес на подготовка на компјутерите за донирање најмногу ве трогнал во последно време, затоа што има многу такви примери. Еден од оние што го прочитав е дека имало детенце кое по добиениот компјутер како благодарност ви напишало: сега и јас сум како другите, фала ви до небото. Има така, значи такви многу случаи има. Едноставно доволно е да ви ја сликам таа на еден зид што го имам у Кавадарци, кај што буквално секој делче од зидот е излепено со благодарници од дечиња кои што се заблагодаруваат. Ако зборуваме за промена на животи и на судбини, една случка која што се случи во Битола од една самохрана мајка која што побара компјутер кај нас, од нас со посебни спецификации, и ние истиот го обезбедивме и заборавивме дека ги дадовме компјутер. За некое време прочитав дека исто таа мајка, таа жена со тој компјутер завршила курс по, мислам дека беше дигитален графички дизајн и се вработила. Така да гледате колку малце од еден половен компјутер што за некој би бил џубре, си сменил буквално цел еден живот. Сега, во предходните прилози слушнавме дека волонтерството е всушност донирање и практично вие сите што работите во Донирај компјутер сте волонтери. Да, буквално. И да, мораме овде да ги поздравиме и оние волонтери кои што несебично ви помагаат секојдневно во подготовката на компјутерите. Така, волонтери ги има тие што се појавуваат на слики со мене често, тоа се Драган, Жико, Гордана и Џоке. На Драган му е денес роден ден и нека му е среќен. Нека му е среќен роден денот. Исто волонтери ни се и сите оние луѓе што не ме познаваат, ако пишам статус дека треба да товарам 300 компјутери, први се негде на Скопје, било каде. Тоа е, не знам, еден нераскинлив дел од Донирај компјутер. А се јавуваат луѓе и помагаат на секоја ваша објава кога имате потреба, дали е во Скопје или некој друг град од Македонија? 300 компјутери не се малку сам да ги товариш, зависи нели на каква конфигурација ќе ги товариш. Некош треба од трети спрат да се симна до доле, па да идеш до комбе уште не знам 50-100 метри. Така да без тие луѓе ниту Донирај компјутер, ниту јас сум нешто. Значи волонтерството е една особина на добри луѓе кои што знаат да препознаат и каде треба и што треба да направат, и сум преблагодарен што Донирај компјутер има, не знам, многу волонтери. 300-400 волонтери. Иницијативата Донирај компјутер е одличен пример за тоа колку може еден компјутер реално да промени нечие образование, но пред се нечи живот. Тоа навистина не е мала работа. Тоа што го спомнавме со жената. Тоа е буквално тоа кога читав у вестникот, буквално ми прсна мозокот. Пошто сум ми малце така емотивен, јас сите донации си ги сваќам како преемотивно, али ово им беше врвот, кога се свестив уствари што правим. Треба да бидете горд на себе, но за известно време се надевам дека, сигурна сум дека и Каја ќе се гордее со тато во наредните години. Каја е новиот член во вашето семејство, се уште е мала, има само 7 месеци, но знам дека бргу напредува и понатаму ќе знае навистина да се гордее со тоа што го работи тато Борче. Како успевате да ги изменаџирате сите обврски со Донирај компјутер, вашето вработување и семејните обврски? Па гледам повеќе да сум со Каја. Малце сум као татко, мислам дека и досаден. Наверојатно и детето за тоа не може да спие, затоа што јас сум буквално секој слободен момент го користам да научам нешто, без разлика што она има само 7 месеци и една недела. Моментално се научивме да викаме тато, мама, мислам дека вика и браво, прави не знам свашта работи. Гледам да балансирам помеѓу обврските и мислам дека сега добро се снаоѓаме.
Бевме исплашени нормално како и сите нови родители како ќе биде тоа, се треба да се грижи за мало ново прилагодување и нови обврски, али да. Со тек на времето се учиш и мило ме што одлучивме сами да го правиме целиот тој процес и да се сможиме како знаеме, и за сега ни оди супер, пошто и Оле е на одлична мајка. Ви посакувам уште многу среќа, љубов и радости во вашето семејство. Меѓутоа, на самиот крај од разговорот, што би им порачале на луѓето кои имаат стар компјутер дома и можеби мислат дека не вреди, и генерално што би им порачале на сите наши гледачи кога станува збор за донирањето и несебичноста и помагањето на оние на кои што има потреба помош? Нема компјутер што не вреди. Да. Ја секогаш сум кажал дека едно штрафче донирано ќе се најде негде на некој компјутер, што фали за некој капак. Така да, ако имате уред, слободно носите го било кој салон на Нептун. Ако имате повеќе уреди, мојот телефон, мојот мејл се јавно објавени на страната на Донир компјутер. Јавете се, ќе договориме. И генералната порака за донирањето? Доколку се мислите дали да донирате нешто, донирайте го, затоа што, како што ви го кажав случајот претходно со мајката, најверојатно може да го прочитате и вашиот случај во некоја моја објава, затоа што и покрај тоа што сме транспарентни, сакам сите мои објави што ги ставам поврзани со Донир компјутер да бидат и емотивни и на тој начин да ве натераат да станете и подобри луѓе. И тоа е нешто што едноставно не се не опишува со збори, треба да го доживеете. Секој што сака нормално да биде волонтер, бурим во Кавадарци во работилницата, планираме да отвориме нешто и во Скопје. Здраве ако најдеме некој простор, за тоа може да замолиме некој функционер понатаму, али здрави. Уште се тоа се планира, се крчка. Здраве за другото гостување, се надевам дека ќе имаме канцеларија во Скопје. Борче, нема потреба многу да разговараме, ова беше некако еден неврзан муабет, колку само да подсетиме како работите и со што се соочувате во текот на работењето, но вашите дела повеќе говорат од зборовите. Ти благодарам многу за гостувањето. Благодарам и поздрав до сите гледачи.